Продолжуваме со серијалот Ослободи го умот, кој што е серијал насочен кон разоткривање на дезинформациите, пропагандите, хибридните закани, а денес темата на денешната панел дискусија е лажните наративи во македонскиот јавен дискурс и дали има место во рускиот свет за вистината. Денешни мои гости се Љубомир Костовски, аналитичар и новинар, и Петрица Рачини, председател на Институтот за медиуми и аналитика. Веднаш би почнале со првото прашање, дали би купиле автомобил од господинот Мицковски? Па со оглед на тоа што купувањето на стар автомобил предпоставува еден однос во кој купувачот најчесто оди на слепо, односно ги нема сите информации заради кои би се одлучил за тој чин купување на стар автомобил. А со оглед на тоа што господинот Мицковски е познат по тоа што лесно може да ги сокрива своите вистински намери за одредени наративи, кои често дури и не се ни сокриено енигматични, не би купил таков автомобил секако. Јасно е дека тоа е баш добра одбрана, да речеме, добро одбрано прашање заради тоа што ние сега во тоа е, да речеме, влегувајќи во зоната на подготовка на изборите, секој ден се сретнуваме со едни ситуации кои никому не му се јасни, дури од кога се случат, луѓето се прашуваат што беше вистинската намера, зашто е тоа се случило така, дали изборуваме за последна вчерашна седница на градското собрание, дали изборуваме за прашањето дали ќе може да се гласа за нешто, да не се гласа за влада, да се стават собствени министри. Тоа се, да речеме, сосем актуелни работи, а особено не за оно клучното прашање, но и клучното прашање предпоставува што вие му нудите на гласачот на парламентарните избори, што вие мислите за евроатлантската концепција на нашата надворешна политика, и што значи тоа кој ќе бидам избран, ќе кажам. Мислам, тоа е значи баш она што мачка во вреќа, нали, нашиот народ има еден таков убав израз, мачка во вреќа, значи дали вие можете да си одредите својата судбина, судбината своја, на семејството и на државата во крајна линија, на некој што вели изберете ми, па ја ќе правам она што ќе правам како власт, нали? Ќе нема да бидем ограничен, барем до следните 4 години. Мислам, ќе имам право да правам што сакам буквално, и да клучните работи во државата да ги сам да си ги креирам и да си ги спроведувам, без да сум создал некаква облигација према оние што ме избрале. И никогаш некој не може да му замери, па ми избравте, ќе рече. На невидено, нали, она пак ќе речеме еден израз обичен, може да е уличен. На невидено, да. Тоа може да се случи само на автопазар, каде што сепак луѓето сепак ќе си побараат додатни прашања, може би ќе го зеднат во автомобилот, ќе сака да го провозат, ќе повикат некој пријател автомеханичар. Во изборите тоа не можете да го направите ако веќе до денот на гласањето вие не знаете кои се клучните политички опции кои ви ги нуди главниот опозиционер. Па видете, таа изјава на американскиот дипломат О'Брајан прилично на еден, како да речеме, можеби поотворен, понедипломатски начин го прикажа начинот на кој што меѓународната заедница, важните фактори, Соединетите држави, веројатно и Европската унија, бидејќи критики кон ставовите на ВМРО ДПМН доаѓаат и од таму, му упати порака на главниот опозицијски фактор во земјава дека треба да биде поконзистентен во однос на политиките зад кои што барем декларативно стои таа партија 30 години од осамостојувањето. Ако вие почнете како партија во македонскиот плурализам, како партија која што се конфронтира со комунизмот, зборува за дека треба да одиме на кај западот, на кај европските вредности и така натаму,
А во пракса 30 години речиси секоја ваша постапка е спротивно на тие декларации, тоа покажува дека вие се однесувате баш како што кажа мојот соговорник, како трговец на автопазар кој што се обидува на еден половен автомобил да му ги сокрие, како да речеме, маните и да му го утрапи, што би рекле народот на народски јазик на купувачот. Или да ја врати километражата, или да сокрие дека е возилото удрено и така натаму. Мислам дека она што му треба на ВМРО ДПМН е ново возило, нова политика. Политика која што ќе ја врати таа партија на основните вредности на кои што се базира било која модерна демохристијанска партија во Европа, за каква што се декларира ВМРО ДПМН. Ние гледаме дека такви, за жал, таков пристап во политиката на ВМРО ДПМН не постои подолг период во нејзиното дејствување, дека партијата е за жал едно прави, едно зборува пред меѓународната заедница, друго зборува пред гласачите, се случува и сосем трето да направи кога има можност да ги употребува лостовите или механизмите на власта. Чисто како парадигматичен пример е постапувањето на Никола Груевски од кога стапи на функцијата премиер во 2006 година. Тој почна да ги реализира работите за кои што воопшто не зборуваше во неговата програма и кампања во 2006. Значи промената на името на аеродромот, на автопатите, на стадионот и така натаму. Никаде во програмата таа фамозна за 100 чекори, тие чекори не беа наведени. И луѓето треба бидат многу внимателни кон политичари кои што остваруваат она што воопшто не ни го ветиле, ниту за кое што зборувале во кампањата. Повторно се случува, таа политика се рециклира постојано во ВМРО ДПМН, политика на немање одговор на или недонесување одлуки за клучните прашања во државата, особено за евроинтеграциите, за кои што општо, барем на декларативно ниво, постои консензус помеѓу политичките актери во земја, со исклучок на некои проруски партии и струи за кои што отворено се антизападно настроени, но ние треба да знаеме дека Северна Македонија, нашата земја, македонското општество е веќе дел од НАТО. Значи, ние не можеме сега да се вратиме назад. Да, можеме, доколку се дојде на власт некоја политичка сила која што ќе има 80 пратеници, па ќе го извади, земјата ќе извади од НАТО сојузот. Има и такви случаи на НАТО земји кои што отстапиле од сојузот. Но тоа со сегашниот распоред на политичките сили е невозможно. Ниту со распоредот на политичките сили, ниту со распоредот на силите во општеството. Огромен процент на граѓаните, на сите анкети, некогаш помалку, некогаш повеќе, но секогаш над 60-70% од граѓаните и од македонска, и од албанска, и од други етнички припадности се за влезна земјава во Европската унија. И сега вие не можете да го закочите тој пат, кој што е условен од преговарачката рамка, и постојано да бидете кочничар на евроинтегративните процеси. Гледајќи дека тоа опортуно, поради расположението на јавноста во однос на делот тие прашања поврзани со односите со една соседна земја, со Бугарија, да го користите тоа за да добивате дневно политички поени и да добивате гласови. Бугарската политика во однос на Македонија е речиси непроменлива со децении. Од заминувањето на Георги Димитров, па наваму, бугарската држава постојано го негира македонскиот јазик, македонската нација, и тоа не е ништо ново. И сега не можете вие да кажете, оп, стоп, сега застанавме, ние не одиме напред кон Европа, Бугарија не кочи, кога прашањето на промената на уставот не ви е услов од Бугарија, услов е од Европскиот совет, од Европската унија, од Европската комисија, за да се продолжат отворените преговори со Европската унија, ние мора да го решиме тоа прашање на еден прилично безболен начин,
бидејќи внесувањето на бугарите како етничка заедница во уставот не беше условно поставено од Бугарија. Туку беше компромисно решение кое што беше ставено на маса од Европскиот совет преку така наречениот француски предлог. Така. Значи тоа е компромисно решение и вие сега се однесувате како тоа прашање да е нерешливо, како да го загрозува македонскиот идентитет, македонскиот јазик и така натаму. Напротив, внесувањето на бугарите во уставот прави јасна дистинкција помеѓу нив и македонците. И затоа политиката на ВМРО-ДПМН треба да се како да речеме, да се пренесе од она старо половно возило со многу скриени маани, кое што не кажува што ќе прави доколку добие власт, да се пренесе во едно ново возило кое што ќе се базира на некакви демохристијански вредности на кои пледира таа партија и отворено да им каже на граѓаните како ќе ги решава нивните проблеми. Така. Кои се главните пропагандни наративи во изминатиот период во македонската? Па еве од она што ние го детектираме како Институт за медиуми и аналитика и го пласираме во нашата емисија за разобличување дезинформации и полиграф на националната телевизија Алсат, клучните наративи во македонскиот политички простор се поврзани токму со прашањето на евроинтегративните процеси. Минатата година тоа беа прашањата поврзани со тој францускиот, така наречен француски предлог. Оваа година тоа се прашањата поврзани со уставните измени. Постојано имаме дезинформацијски наративи дека Македонија не ги почнала преговорите со Европската Унија, што не е точно. Македонија ги започна, имаше прва меѓувладина конференција, имаше скрининг. Имаме услов во преговарачката рамка дека за да продолжи тој процес, да се затвори отворената воведна фаза на преговарачкиот процес и да се продолжи со отварањата на поглавијата, дека земјата треба да го смени уставот, односно да ја внесе бугарската етничка заедница во уставот. И сега постојано во медиумите, главно од политичките опозицијски актери, се повторува како мантра една дезинформацијска влошка или наратив дека Македонија не ги отворила преговорите, дека сме под некаков бугарски диктат, дека македонците ќе го изгубат јазикот, дека ќе го изгубат етничкиот идентитет, доколку тоа прашање се затвори онака како што се предлага во преговарачката рамка. Тоа не е точно, но тоа е за жал доминантен наратив. Исто така доминираат во голем дел, особено на некои онлайн медиуми но и во традиционални медиуми, за жал, проруски, дезинформацијски и пропагандни наративи, кои што главно доаѓаат како некритичко пренесување на се што ќе каже руската официјална политика или нивните пропагандни канали, делот кои најчесто допираат до нашата јавност преку српскиот медиумски простор, но и од внатрешни политички актери кои што имаат отворено антизападна пропаганда. Тука би ја спомнал политичката партија Левица, која што отворено во нивното дејствување не го крие фактот дека тие се анти-НАТО, дека во однос на ЕУ нема некаква декларативно демек се за Европската Унија, но прават се во нивното дејствување да ја подријат довербата во институциите и да го подкопаат евроинтегративниот процес на земјава. Има дезинформации кои што се поврзани со меѓуетничките односи, има дезинформации околу секој како да речеме, случај кој што го бранува општеството и јавното мнение. Тако беше случајот, например, со убиството на малолетната Вања. Видовме еден голем наплив на дезинформации. Во однос на евроинтеграциите, повторно ќе се навратам, например, на прогрес репортот, односно извештајот за напредок на земјава во преговорите со Европска Унија. Извештајот за напредок, секоја година предизвикува бранување, но и оваа година ние видовме пропагандни наративи кои што се обидува на еден или на друг начин да го представат извештајот. За жал, тука видовме не само ова класично деструктивно дејствување кое што е карактеристика на политичките наративи на опозицијските партии, но и делот власта се однесуваше прилично триумфалистички во однос на извештајот, дека бил многу подобар, дека покажувал некаков
напредок во процент, иако тоа не беше баш сосем точно, добро е во земјава да се вратиме на реалноста. Политичката битка меѓу актерите секогаш ќе постои. Би сакал, јас лично да видам битка на идеи и битка на решенија. Ние, за жал, во нашето општество се почесто гледаме битка на пропагандата, која што резултира со голема поларизација на граѓаните. Некогаш поларизацијата и надпреварот се здрави доколку носат до некакво продуктивно решение, односно размена на идеи кои што ќе изродат нешто ново. Но ние, за жал, не гледаме таков надпревар, гледаме деструктивна поларизација која што го дели општеството, создава конфликти во општеството. Тие дезинформации често пати создаваат говор на омраза помеѓу граѓаните, потикнуваат на насилство и сето тоа треба некако да се промени. Мислам дека клучната улога за таква промена и клучната одговорност ја носат политичките актери. Така, ќе се вратиме повторно за прашањето околу решенијата и предлозите како да се избориме со тие дезинформации, но би се вратил на господинот Костовски, кој што пред извесен период имаше една анализа околу тоа колку замолкот за американската помош за руските граѓани, односно има ли место за вистината во рускиот свет? Па, секако дека ние сме жртва прво на тој руски свет. И секако дека Путин во својот последен говор во Кремљ, наредејќи ги тие карактеристики на тој свет, лесно би се нашле во тој свет, со оглед на тоа докаде мисли тој дека тој свет се простира. И таа негова пропаганда е прилично има фатено корен кај нас. Морам да речем дека делумно тоа може би се должи на некакви историски релации, иако морам да речем дека историјата не потврдува дека ние сме имале многу релации со Москва, секогаш тие биле индиректни, главно преку Бугарија кои стигале до нас, после 45-та стигале и преку Белград, но тие битно влијат на нашиот живот, на начинот на кој луѓето размислуваат, црно-бело. Црниот свет е, се разбира, западниот свет. Нашата иднина е во преклонување кон источниот свет, односно она што значи уствари руски свет, кој ќе речеме источен, тука има многу различни, да речеме, сегменти од тој исток кои се сами за себе посебни вредности, али збориме пред се за руска кога се мисли за источна, за некаква источна политика и која се постоличува кај нас како нешто што е толку силно, толку светло, толку просперитетно, што едноставно тоа е нашиот план Б, кој не постои. Низ овој текст што го споменавте, да, јас го кажувам, тој е многу карактеристичен. Токму заради тоа што Западот го има најмалку 5 пати спасувано од глад. Значи, ние зборуваме за глад во едни невидени размери, зборуваме за милиони жртви од глад, кои таму се јават. Јас таму го користам примерот од почнувајќи од 1891 година, па навам, иако тоа претходно не постоеле релации за да се дава таа помош. Иначе, мислам дека руската империјална политика, која се разбира многу векови назад, постои, секогаш се спроведувала со празни амбари. Тоа е она што мислам дека дури и сега тоа се осеќа, почнувајќи од она што сега се јави како голема паника во продавниците во Русија. Снемале јајца, меѓутоа видите, јајцата се некаков крајен производ во една репродукција аграрна, и тоа сигурно укажува дека таа држава мора да има проблеми. Знаете, водењето војна е секогаш, а бидејќи кај нив е континуитет, постојан континуитет, вековен континуитет. Значи скоро да не постои, ако гледате, не постои година у која тие не војувале, барем може да се рече некаде до 46-та година, па потоа има една известна пауза, па пак после се јавија тие војни. Знаеме интервенциите во Унгарија, па прво во 53-та, во Источна Германија во 53-та,
56 беше во Унгарија, од Чехословачка 68 година. Војната со Кина, која ние забораваме, меѓутоа таа беше сепак еден сериозен судир меѓу две големи сили, кој се одвиваше 72 година. Значи, ви секогаш се постојано се и на крај една војна која мислам дека ја уништи. Го уништи Советскиот сојуз и го обрза неговиот пат, тоа е војната во Авганистан, која се случи во 1976 година. И зашто збеме, значи да почнеме од она 1891 година е таа која взимаме на време кога имало голема глад, таа е врзана во предвечерието на руско-јапонската војна. Едноставно вие сакате да влезете во војна со една, сепак тогаш и веќе една велесила. Тоа беше битка кога тогашната царска Русија дојде до Пацификот, ја изгради Транссибирската железница, ги освои сите оние сегашни републики што ги велиме, и тоа ги освои релативно со малку жртви, бидејќи тие не беа така организирани. И дојде тамо и во една ситуација сака да влезе, да продолжи, да тоа едноставно стане некој перпетум мобиле, иако таа е во основа една сиромашна аграрна земја. Во незината војска влегуваат мужики кои одвај самите се прехрануваат, тие се одделени од семејствата, тие треба да ораат, да копаат, да носат храна за своите семејства, и вие ги со години вие практично ги влечете од војна во војна. Во таа ситуација се јавува глад, и тоа била толку масовна, со тоа што Соединетите Американски држави во тој период се главниот снабдувач, односно надминувач на таа криза со храна во Русија, се води, се собира храна од целите Соединетите Американски држави. Има тука во некој контекст обид да се создаде ново сојузништво на Пацификот контра Јапонија, и да не била таа американска помош, Русија не би можела сигурно да ја води таа војна. Па и за време на Втората светска војна помошта во оружје за војската. Да, сигурно. Секако Америка добиваше многу, има добивано дури и помош во злато и така натаму. И и знаете, бргу се заборава тоа, затоа што они имаат таа нивна пропагандна машинерија, тоа некаде го става во заборов. Докаже да еден од нивниот најголем сликар во она време има направено слика што ја покажува како американските фармери се собираат, носат жито на некои пунктови за да се носат за Русија. Таа слика е забранета да се. Таа не се прикажува во ниеден руски музеј, никогаш не е прикажана. Замислете. Постои, не постои, да, и на цивил медија, кај текстот ја пуштам јас да се види како таа е направена. Вториот голем глад се случува за време на Првата светска војна, кога би збориле за Октомвриската револуција. Ја не сум толку, да речеме, приврзан за идејата дека тоа, да речеме, освестениот пролетаријат се солидаризирал и тргнал да ја сруши царска Русија. Не. Но тоа, Русија веќе водеше 3 години војна. Војниците се мобилизирани војници. Во нивните семејства нема кој да се грижи за нивното мало стопанство од кое они живеат. И тие се свесни за тоа дека дома нивните најблиски гладува. Значи, тоа веќе 3-та година во војна во 1917, кога се случува двете, февруарската револуција и после Октомвриската револуција. И после тоа продолжува граѓанската војна во Русија, која трае до 1921 година. И кога се става сето тоа црта, се работи за милиони изгубени животи во класичен глад. Значи, дури се забележани случаи на едноставно човекојадство. Затоа што канибализам
Значи до таму се срушени сите морални норми, бидејќи луѓето не можело да живеат. Дури случај да родителите ги јаделе сопствените деца, што е стварно страшно. Меѓутоа постојат докази, постојат фотографии, постои се. И во тој случај, иако после завршувањето на таа граѓанска војна имаше војна меѓу западните сојузници Англија и Британија пред се со новата црвена власт, Соединетите американски држави кои навистина не беа во војна и никош не биле во директна војна со Русија и со поточниот Советски сојуз, исклучиво со нивната помош е надминат тој период, се разбира за тоа требало уште година-две, за да се прехране она што останало после целата страшни војни. Има нешто многу околу тоа и во кај нас омилениот, балем во мојата генерација роман Доктор Живаго, после беше снимен. Многу добро е опишана и таа граѓанска војна, меѓутоа сето тоа е придружено со глад и со ограбување. Ви не можете да држите војски, милионски војски, а да тој не се хранат, нема кој да ги едноставно обезбедува со храна, да не зборуваме дека се тоа војни главно водени со коњи. Значи тие morate да ги храните и коњите. И тоа што житарици со ООС, например. И тоа е вториот пат кога Соединетите американски држави ја спасуваат Русија од глад. Третиот пат се случува во 1931 година. Тоа е кога Сталин го колективизира аграрот. Значи тоа е еден систем, премина еден друг систем кој ги обесхрабрува, да речеме, обичните луѓе да работат за некој друг, тоа нивната свест се разбира дека тие треба сега да прават, да влезат во задруги или во она што и кај нас го имаше како задруги или колхози, совхози, кај нас тие се поголеми стопанства аграрни, да го дадат своето земјиште, својата приватна земјиште, својата стока, сето тоа што го имаат. И тој премин не доведува до пораст на аграрното производство, туку доведе до нешто што оди назад. За илустрација, ние гледаме сега дека Украина и Русија кои се во војна се уште извозници на храна. Зашто се извозници? Затоа што сега имаме сосема друг начин на производство. Тој не е Украина го има плодното земјиште кога се работи за житарици во светот, тоа се смета тоа поточе на кој се наоѓа Украина. Меѓутоа Украина е најголема жртва на таа глад во 1931 година. Таму умираат 6 милиона граѓани. Во целиот тогашен веќе Советски сојуз 9 милиони граѓани умираат од глад. Иначе ние можеме за некаква паралела да кажеме дека не беше средна ситуацијата ни кај нас во Југославија, затоа што тој премина друг тип на производство. Исто кај имаше тешки драми за искрена на нашето население. Меѓутоа, ако гледаме за Русија, значи 1931, дури иако постоеше веќе се разбира голема идеолошка разлика меѓу Америка е таа која главно помага со храна на населението и тоа се потребни многу години тоа да се население балем елементарно исхрани. Следната глад се случува после крајот на Втората светска војна, кога веќе започнала на ладна војна и така натаму, меѓутоа тоа не спречува да Америка пак даде помош на Советскиот сојуз. Тоа е вистина дел од онаа храна која таа имала заради како дел од водењето на Втората светска војна и незините залихи од храна таа ги дава и подарува на Советскиот сојуз. И тоа е еден момент кој е многу битен. И тоа никога во историјата не се споменува, знаете, тоа е една чудна фиксација на Западот како ѓаволско гнездо или нешто што кој е извор на сите зла на овој свет. И вие не треба да зборите, иако тој истите луѓе вас ве прехраниле, знаете. А полни биле сигурно площадите со пароли против Западот и така натаму. И тоа се случило. Ние дел од таа помош има земено и Југославија. Тогашна, бидејќи и она била во глад, тоа е познатите Труманови јајца се познати, тоа се уствари цели пакети
дел се во метални контейнери кои се фрлани со падобрани уште во 1943 во Далмација, кај што можеле авионите американски да дојдат. Потоа доаѓа и кај нас. И јас лично сум ги гледал кај соседите, веројатно беше рестриктивна таа помош. Јас сум 53-та роден, значи се уште постоеше таа помош. Таа беше институционализирана, имаше посебна меѓународна институција за делење на храна, во која најголем придонес даваше Америка. Тие се Труманови јајца кои нали беше. Или да речеме нешто што ние после ги нарековме зонка сирење, немаше начин како да го наречете. Сето тоа е значи топено сирење, кое лесно може да се намачка на леп и така натаму. Значи тоа исто така е многу значајно, бидејќи да, точно е дека Советскиот сојуз изгуби 22 милиона. Меѓутоа Советскиот сојуз претходно изгуби многу во логорите, Сталиновите логори, тоа се 100 милионски жртви кои продолжија кога нали се и после Втората светска војна. Тоа се многу големи жртви кои просто не можат да се сватат колкави се тие во бројки. Но и после, да речеме, подобрување на односите меѓу Истокот и Западот, олицетворение беше Горбачов, нали, која комплетно ја сврте својата политика кон Запад, меѓутоа и тој доби во 1986 година, иначе следната година беше позната по Чернобил, земјата падна во глад. Немаше, знаете, вие ќе ја сменивте на дворешната политика, него сменивте системот кој треба да произведува. И повторно доби од Соединетите американски држави, бидејќи имаше добри односи токму меѓу Реган и Горбачов, знаеме дека има чести средби и така натаму. Тоа го направи Америка на еден начин кој е својствен за оној кој навистина дава со добри понуди. Никогаш не се пофалија со тоа. Меѓутоа народот во СССР веќе знаеше, ги викаше тие Реганови вутки. Тоа беа уствари свински полутки кои одеа и ги добиваше по одредено семејство. Мислам, за да може да се прехрани во тие ситуации. Иначе беше срамно да кажете, кај еден таков Советски сојуз прима донации во храна. Тоа е оној свет, знаете, постојано се храбри однатре, создава една лажна слика за собствената моќ. Ние го видовме на крајот на краишта една сегашна војна, видовме дека големата Русија се скрши за една недела во нападот на Украина. Тогаш кога Украина рече да се брани и кога имаше веќе помош од Западот. Тоа значи дека се е тоа една голема лажна слика. За жал, само да го надополнам соговорникот, еве и последното истражување на една пријателска граѓанска организација Метаморфозис, кое што беше денес објавено, покажува дека во тој мит дека руската армија е посилна од НАТО, верува поголем дел од граѓаните во нашата земја, отколку што не веруваат во тој мит. Тоа значи дека таа руска и проруска пропаганда и дезинформации успеваат, за жал, да продарат длабоко и во нашето општество, и тоа преку медиумите и преку некои политички актери кои што се антизападно настроени. Мислам, нешто што е илузија во светски рамки некому да го кажете, имате релевантни меѓународни организации кои што ги мерат силите на војските и по бројност, и по наоружување, по количество на атомски глави и така натаму. Значи, по ниту еден параметар руската армија не е посилна од НАТО, не е посилна ни од Соединетите држави, а камоли па од НАТО како целина. Сепак, поголем дел од граѓаните во земјата веруваат дека руската армија е посилна, и во однос на прашањето како се однесувала Русија во историјата или Советскиот сојуз кон Македонија. А сепак имаме еден голем дел од граѓаните кои што имаат сентимент дека дури ова истражување покажува дека голем дел од нив сметаат дека треба земјата да биде сојузник со Русија, а не со НАТО. А ја имате поддршката на Русија за Сан-Стефанскиот мир, со кој што Бугарија овде немало да биде Македонија, ќе било Бугарија. Ја имате поддршката за Букурешкиот договор.
па и поддршката преку Информбирото за политиките кои што уследија потоа во Бугарија, спротивни од оние политики претходно на Георги Димитров, кој што го признаваше македонското малцинство и македонскиот јазик. Со помош на Русија, од која се сврте, се конфронтираше со политиката на тогашна Југославија и на Тито, и овозможи на Бугарија сите тие придобивки за македонското малцинство да ги поништи и повторно да се врати на позициите на негирање на македонците и на нивниот јазик. И сега тоа е таа Русија, која што низ историјата постојано работела против интересите на македонскиот народ, а која што, за жал, голем дел од граѓаните со македонска етничка припадност ја чувствуваат како поблиска од оние кои што, например, во раните 90-ти години, кога Милошевиќ ги имаше своите апетити за создавање на српски свет на просторите на поранешна Југославија, американците беа тие кои што поставија 500 војници на границата помеѓу Македонија и Србија и оневозможија српската војска да продолжи да го прави тоа што го правеше постојано со навлегување на единици на Чупино брдо и на други гранични места и така натаму. Значи некој кој што ви ја заштитил и ви овозможил да имате независна држава не го сакате, а некој кој што работел за да ја нема Македонија го сакате. Луѓето треба да излезат од овие парадокси и да сватат дека Македонија, Северна Македонија сега, е членка на НАТО, дека нашиот пат единствен се евроатлантските интеграции, дека таму, дека Македонија е дел историски од Европа и географски, но и историски од Европа и од тој западен свет, и дека ние добро е секако да имаме добри политички и економски односи и со Русија, и со Кина, и со Индија, и со сите земји во светот. Но треба да знаеме која е нашата позиција и каде е патот кој што од земјава ќе направи попросперитетна држава, попросперитетно општество и општество во кое што сите негови граѓани ќе можат да напредуваат и да ги остварат своите цели и идеали. Тоа не е диктатура, тоа не е автократија, туку тоа е демократија и ориентација кон Западот, кон Европа, кон тие вредности. Тоа нас не води во некаква посветла иднина. Така, интересен исто така е моментот што наши сограѓани кои што се преселени во САД или во Европа исто така коментираат и ја бранат Русија, ама од САД и од Европа, но не од Русија. Да, тоа е исто така интересен момент, но еве уште едно прашање, па би заклучиле негде од прилика да привршуваме. Што можеме да извлечеме од овие? Еве, гледаме колку Западот дава и помага, а сепак руската пропаганда повторно е толку застапена и силна. Прво, мислам дека голема грешка е што тој наратив е влечен со години назад во Македонија. Ако тоа било и незабележливо, иако ние сме имале периоди кога имавме, да речеме, отворено непријателство со Советскиот сојуз. Јас знам по мојот татко кој беше како резервен офицер, не го гледавме дома, мислам тоа колку се сите овие кризи што се случува со Унгарија и така натаму, тоа значеше со месеци да се на граница однесени, мислам. Јас сум бил во војска во 78 година, поминавме на граница затоа што имаше само во Бугарија две тенковски армии донесе за Црвената армија тогашна, значи донесе тенковска армија, значи тие си го план да те освојат, мислам. Тоа беше во ситуацијата, да. Тоа е во план, тоа имаше судир меѓу Кина и Виетнам и бидејќи СССР, односно Леонид Брежнев подпиша договор со Виетнам дека ќе го брани со напад на Кина, нали се разбира, и тоа е светски судир. Стално сме биле таму. Ние не сме војувале со западните сили, да сме имале таа трсјанска криза, ali овде, во овој дел. Вие тоа никогаш не сте го апострофирале фактот дека вие скоро и да не сте добиле копејка од, да речеме, од 63 година, кога имавме вистина помош во земјотресот.
Ама од тогаш наваму нема копејка во оваа земја. Ние сме единствената земја што станавме независни и Босна и Херцеговина, кон која Русија не го исполни, не го плати својот надворешен долг. Они се во дефицит со нас. Значи, до распадот на СССР, нас ни должа 78 милиони долара. Тогашни 78 долара. И ако ги се, да тоа би требало да се разбира во нормален спор, ако отворите и камата. Има некаква камата која се случува. Ние и Босна и Херцеговина сме единствени. Кон кој Русија не се раздолжи. И тоа никој не, знаете, во политиката никој тоа не го апострофираше. И што се случи? Тој капитал отиде во приватни раце на овие што се сега националиста, на еден од нив, преку Чекословачка. Односно Чешка, се извинувам. Чешка бидејќи отвори таму фирми и отидоа дали сите пари или дел, не. И никој тоа не го брани, никој не го поставува кај нас како проблем. Извинете, господине Лавров, да, ние сме дел од вашиот свет. Зашто? Затоа што ни должник. Должник сте. Како да ви обяснам, тоа светот е основа сега на постоење на светот, на оној свет кој ние постоиме, либерален капитализам, и они наводно, и ние, нали? Али вие мора да се раздолжите со тоа. Еве ви еден доказ, да не зборам за тоа како е кроена историјата и ова што го кажа претходникот во однос на тоа кој бил вистински непријател. Речеме, Соединетите американски држави се единствените кои имаат вложено демарш во Софија пред нивните трупи во Втората светска војна да дојдат и да ја окупираат Македонија. Има еден полковник Донован, бидејќи имал воен аташе таму, и тоа е историски. Каде ние сме го виделе? На македонската борба има музеј, стои таму тоа декларација, демарш кој го пушта американската влада до идниот бугарски окупатор, им виделе никако вие не смеете да влезете во Македонија. И тоа се однесува точно на Македонија, бидејќи ги чита нивните намери. Не сакате? Значи, каде сте го виделе? Каде го учат учениците во тоа? Сега ние збориме било ова, било она. Не збориме ние за 13 деца од вата, што зборуваме за генерална една политика која им вели дека после војната вие ќе настрадате за овој чекор, да знаете дека меѓутоа војната имаше, знаете, како крај, така натаму. Каде ние сега немаме, ние сега нешто што го забораваме, она што се случило вчера. Па ние имаме снимки, видео снимка од средбата меѓу Борисов и Мицкоски, нали, кој веќе го спомнавме. Што речете на тоа видео он во однос на односите со Бугарија? Се спротивно од оно што сега го говори, дека постои бугарско вето, дека не може тоа да го поднесе, така. Тој рече дека ние нормално ќе си ги развиеме односите, ја припати договорот со Бугарија, кој ние го случивме 2019 година, ми се чини, и припати сите одредби. Зашто сега негира дека постои и бара поништување на Преспанскиот и на договорот со Бугарија? Со НАТО малце потешко ќе биде за душе, ама она со Бугарија мора да кажеш дека ти си се согласен со сите членови во тој договор. А сега се повикваш на еден член и тврдиш дека тој е агресивен и така натаму. Не, ти си го прифатил и треба да се снајдеш во тој свет. Ама ти сите работам на тоа дека кај нас се навистина многу брзо се заборава. Навистина многу брзо се заборава се. Буквално се. Така. Ние од прилика привршуваме. Како да се избориме со овие лажни наративи, особено ете сега преска ги спомна Левица, имаше еден подкаст во лидерот на таа политичка партија, каде што со подсмев кажува дека ќе го врати името. Дури ни самиот не верува тоа, а граѓаните негови, гласачите ќе му веруваат. Како да се бориме со тие лажни наративи или популистички, а неостварливи цели? Сите во општеството треба да направиме повеќе за дезинформациите да не бидат толку доминантни, толку влијателни во медиумскиот простор, а со тоа и кај граѓаните. Тука пред се мислам на медиумите во кои што не гледаме за жал една конзистентна и силна борба против дезинформациите, освен од дел од медиумите, на цивил медија може да видите. Можете на Вистиномер, можете кај Има, емисијата на Алсат, малку се просторите каде што медиумите се борат со дезинформациите. Медиумите треба да сватат дека ова е
борба за нивен опстанок. Борбата со дезинформациите е борба за опстанок на професионалните медиуми. Зошто? Светски тренде го покажа и последното истражување за глобални ризици на Светскиот економски форум. Го покажува со години истражувањето на Reuters институтот при Универзитетот Оксфорд. Го покажуваат истражувањата кај нас. Има се поголема недоверба во медиумите. Публиката бега од професионалните редакции и се ориентира кон социјалните мрежи, кон непрофесионални создавачи на содржини. Бегството на публиката, што значи за професионалните медиуми? Значи бегство на огласувачите. Бидејќи огласувачите, компаниите, фирмите ќе дадат реклама таму каде што има публика. Што значи бегството на огласувачите? Помалку пари во медиумот, ризик за опстанокот финансиски на медиумот и на крајот ќе се доведеме до ситуација многу големи редакции професионални се намалуваат или да стават клучна врата. Затоа борбата со дезинформациите пред се борба на професионалните медиуми. Исто така борба на институциите. Не е доволно главните функционери на и јавни функционери на партиите кои што се на власт, на водечките институции во земјава кои што треба да се борат со дезинформациите. Вие имате председател на држава, министер за внатрешни и надворешни, кои што кажуваат јавно дека ние сме цел на напади со дезинформации, на хибридни напади. Но за жал таа свесност, која што е добро што постои, дека се свесни, дека тоа е голем проблем и ризик по безбедноста на државата. Тоа и светски фактори го дефинираат дека дезинформациите се ризик за безбедноста на државите, бидејќи ја поткопуваат довербата во институциите и создаваат конфликти во општеството. И сега ние не гледаме по-конкретни чекори на институциите за справување со дезинформациите. Треба и образованието да направи повеќе. Треба и граѓанскиот сектор, не е доволно само овие неколку организации да се борат со дезинформациите, треба таа борба да се прошири и треба соработка помеѓу сите овие фактори за заеднички, конзистентни, стратешки обмислени акции кои што ќе направат едно поголемо влијание и нема да дозволат дезинформациите толку многу да влијаат во јавните перцепции и воопшто во јавноста во земја. Значи сеопштествен, сеопфатен пристап со вклучување на сите актери и особено актерите од политиката кои што за жал се покажува дека работат во корист на сопствената штета и ги користат дезинформациите и штетната пропаганда како клучна алатка во политичката борба, не сваќајќи дека со подривањето на довербата не ја подриваат само довербата во нивниот денешен политички противник, тие ја подриваат и довербата во себе, бидејќи перцепцијата на граѓаните е општа, сите политичари лажат. Сите политичари не ги остваруваат ветувањата. И сега вие утре ќе треба да владеете со општеството, треба да владеете со институциите и да спроведувате политики во интерес на граѓаните кои што не ви веруваат. Затоа треба политиката, институциите, медиумите, образованието, сите да направат повеќе во борбата против дезинформациите. Така, Петре, ние имавме пред извесен период, пуштивме еден граѓанин кој што го снимавме во Тетово, кој што тоа видео стана вирално на социјалните мрежи, дури прашуваат луѓе кои што никогаш не се бавеа со политика, но стигна и до кај тие луѓе дека тој човек има перцепција дека медиумите и политичарите лажат и он кога ќе ги види ја гаси. Тоа е генерална перцепција, не сите медиуми, не сите политичари лажат. За жал, значи и професионалните медиуми и политичарите кои што се доследни до нивните зборови се ставаат во ист кош. И тоа треба да го сватиме сите и сите да направат повеќе за да се справиме со тој проблем.
Ви благодарам и на двајцата што бевте дел од оваа панел дискусија и на вас, драги гледачи, ви благодарам што бевте и го следевте овој разговор и ве поканувам да останете со Цивил, да ги следите содржините и со следна панел дискусија веќе најавувам утре со професорот Никола Дујовски и со директорот на ЗНМ Драган Секуловски.